Во рамки на јубилејната 20-та литературна манифестација Илинден 2019, во Домот на култура Илинден се одржа чествување за академиците Матеја Матевски и Гане Тодоровски по повод 90 годишнината од нивното раѓање. По тој повод објавени се две изданија посветени на авторите: Дождови од Матеја Матевски и биографија од Гане Тодоровски. Чествуваме по повод 90 годишнината од нивното раѓање. И за оваа пригода Матица Македонска објави две изданија кои се посветени на авторите. Тоа е Дождови од Матеја Матевски, 90 песни, и биографија од Гане Тодоровски. Па ќе стане збори за нивната поезија, нивните пораки, воопшто за значењето на овие двајца култни автори во современата македонска литература. Всушност, Илинден, општината Илинден покажува слух за големите вредности на духовни вредности во Македонија и мислам дека само на овој начин можеме да одржуваме вистински континуитет и да зборуваме за нешто што за луѓе кои оставиле трајни белези во нашето општество, а тоа се Матеја Матевски и Гане Тодоровски. Беседа за животот и творештвото на академиците одржаа Раде Силјан, а дело од нивното творештво на присутните им презентираа Паскал Гилевски, Драган Мијалковски, Антонио Павловски и Ивана Буцевска. Антонио Павловски презентираше и две антологиски песни на Раде Силјан посветени на поетите Гане Тодоровски и Матеја Матевски. По многу блудни ноќи ќе не сотрат сенките на ѓаволот, сликите на јавето, вејките на ветрот. Ќе не сотрат блудни мажи и жени штирни. Ќе не сотрат последните измеќари во јазли збрани, како глотно семе посеано во невреме. Со чаша црно вино наздравува и со зарипнат глас кажува дека најголемо предавство се нозете и годините. Песните ненапишани ќе се разминат со спомените, тревожно воскликнува. Безброј прашања се ројат во неговата глава, а со гласот на судбината тивко му вели: сам човек планина не освојува. Во годините прилежни, лажни звуци ја населуваат библиотеката, болно воздивнува. Го враќа времето на младоста и по патот над звездите заносно талка во скрките на Беличица. Матеја Матевски и Гане Тодоровски првите книги ги објавиле во 50-тите години на минатиот век и во своето творештво создадоа големи опуси. Во својата беседа Силјан истакна дека Матеја Матевски спаѓа во редот на челниците на современата македонска литература, кој во изминатите децении на богата и континуирана творечка дејност создаде дела кои го легитимираат како автентична и неповторлива книжевна појава, како редок и стамени творец, кој во нашиот простор востанови високи естетски стандарди. Зборувајќи пак за Гане Тодоровски, Силјан рече дека во целокупното негово творештво тој бил опседнат со македонската судбина. Тоа се автори кои своите први книги ги објавија во 50-тите години на минатиот век и за време на нивниот живот, творечки и биолошки, создадоа опуси од голем вид, што значи Матеја Матевски објави 24 поетски книги, 7 книги со критика се истика, потоа околу 60 на препеви од повеќе странски јазици, како и неколку антологии на шпанската, каталонската и галициската поезија, автор кој ги доби скоро сите национални награди, меѓутоа и автор кој е еден од најпреведуваните македонски писатели во светот и застапуван во многу антологии. Од друга страна, Гане Тодоровски и како поет, и како научник, како публицист, преведувач и полемичар, создаде огромен опус. Поетски, научен, публицистички и полемички, би рекол, текстови со критичко-есеистички книги, кои заземаат централно место во македонската литература.
Во рамки на литературната манифестација Илинден денеска се одржаа и промоции на книги од млади автори, а вечерва се отвора изложба на академскиот сликар Стефан Хаджниколов и промоција на антологијата 10 унгарски поети.